Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме тирамису. Нема по-класичен италијански рецепт од тирамису. Богата комбинација на маскарпоне сирење, кафе, бренди и темна чоколадо. Веројатно сте го пробале во ресторан, но всушност многу лесно се прави. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 1 литар крем, 500 грама маскарпоне сирење, 1 супена лажица екстракт од ванила, 100 грама шеќер, 4 супени лажици бренди, 250 грама парчиња пандишпан и 100 грама темно чоколадо. Прво ќе ги измешаме различните состојки заедно, за да му дадеме богат кремест елемент на овој десерт. Во длабока чинија ставете ги прво маскарпоне сирењето, а потоа и екстрактот од ванила, шеќерот и на крај кремот. Со помош на миксер мешајте ги состојките заедно неколку минути додека да се спојат и да станат густи. Потребна ни е мазна смеса која ќе се стврдне во фрижидер. Крајната густина треба да биде цврста. Смесата ставете ја во фрижидер да се стврдне за подоцна кога ќе завршиме со подготовката на десертот. Како се прават парчиња пандишпан? Можете да искористите готови парчиња пандишпан, но ние сами ќе го исечеме пандишпанот со дебелина од 5 см. Сипете ги кафето и брендито во длабока чинија. Накратко ставете ги парчињата пандишпан во течноста и потоа извадете ги и ставете ги во чинија. Земете ја големата делимано тава за рерна. Почнете да ги редите парчињата пандишпан во еден слој кој ќе го прекрие дното на тавата. Целосно покрите го дното на тавата од крај до крај. Следно, земете ја креместата смеса од фрижидер и нанесете обилна количина од смесата, покривајќи го пандишпанот. Нанесете од смесата и во аглите на тавата. Врз кремот изрендајте темно чоколадо. Овде можете да ставите и какаово прав. Повторете го процесот уште еднаш и уште еднаш, за да добиете обилна количина чоколадо од озгора. Ставете го да одстои 4 часа во фрижидер за вкусовите да се спојат пред сервирањето. Време е за сервирање. Едноставно земете големо парче и ставете го на чинија. Покрите го со уште темно чоколадо како декорација и време е за јадење. Гениалноста на овој рецепт е во тоа што можете да го направите однапред и да го сервирате со убаво кафе на крајот од вечерата со гостите. Едноставно извадете го од фрижидерот и угодете им на сите присутни на масата. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели.